Иницијативниот одбор за ослободување на новинарот Томислав Кежаровски во знак на протест од денешната одлука за продолжување по втор пат, односно за трета месец притвор за нашиот колега, кој што сметаме дека треба да му се дозволи да се брани од слобода, утре ќе организира протест на новинарите пред Кривичниот суд во 11 часот. Случајот Кежаровски престанува да биде само случај ексклузивно на новинарската заедница. Ова е случај преку кој што се крши токму ситуацијата во која медиумите функционираат и новинарите, но е и прашање на целата јавност и прашање на слободата на изразувањето. Мораме да напоменеме дека Томислав Кежаровски штрајкува со глад. Меѓународните организации и домашните медиумски организации како никогаш досега застанаа во барањето да му се дозволи да се брани од слобода, но игнорирањето на целиот притисок е една манифестација на ароганција и третман кој што новинарите во ниту една земја, а уште помалку во една земја која што пледира да се нарекува демократска, го заслужуваат. Нашите информации говорат дека Кежаровски е посетуван од народниот правобранител и неговата состојба е таква што, како што ни беше кажано од страна на канцеларијата на народниот правобранител, тие се загрижени. Ова одлука за продолжување на притворот на вистина е сурова со оглед на тоа дека човекот штрајкува со глад и јас би сакала и јавно да апелирам да го прекине штрајкот, бидејќи ова крвожедна и брутална институционална пресија нема да престане. Јас би сакала да ги повикам сите граѓани, ангажираната јавност, интелектуалци, обични луѓе, граѓани кои што мислат дека сакаат всушност да живеат во една држава која ги почитува човековите права и е базирана на демократски основи, да ни се придружат кон оваа иницијатива и оваа кампања. Од денеска весникот Нова Македонија почна да ги објавува изјавите на видни интелектуалци и јавни личности и мислам дека сите ние треба да се приклучиме и јасно и гласно да кажеме дека ваков вид на тортура врз демократијата мора да престане, затоа што Кежаровски утре може да биде било кој од нас, да биде оставен сам, да биде игнориран и всушност сите ние да бидеме игнорирани од страна на институциите на власта. Додека идев навака, видов еден слоган и еден билборд од владеачката партија, вели 23 години верба во Македонија. За жал, јас денеска ја изгуби вербата во оваа држава, бидејќи на вистина е не само што арогантно, немам друг збор, за да се игнорира моментот дека Кежаровски не може да избега, затоа што има сопруга и малолетна ќерка, затоа што нема многу финансии, едва и собра нешто, нели една нива во околината на Скопје за да даде како гаранција за да може да се брани од слобода и објаснувањето е дека ќе бега. Не знам како може да бега. Тие што бегаат имаат многу пари на сметка и сметки во други држави. Но, сакам уште нешто да кажам. Мислам дека сите новинари ја примија лекцијата. Да, треба да бидеме послушни, не треба да прашуваме и не треба многу да бидеме непријателски според говорењата на одредени челници на институциите расположени кон власта. Лекцијата е примена. Сега се работи за живот или за смрт, бидејќи колку што разбравме неформално и неофицијално, Кежаровски е во многу лоша и психичка и физичка состојба. Неговата сопруга е исто така во лоша состојба, значи сега не е само за демократијата, се работи за неговата добробит и за неговиот живот. Затоа ве повикувам сите утре во 11 часот тука пред Кривичниот суд да кажеме дека се уште има демократска јавност во Македонија. Ви благодарам.